Во материјалниот дел, програмот има една добра можност за работа со бои и величини кај артиклите. Во табели клиенти треба да се селектира артикли, боја, величина. Тоа е прва работа. Втора, кај секој артикл треба да се, кај група величини, треба да се означи од која величинска група е артиклот. Значи, обично е, ако е од XS до 5L и така натаму. Значи, овде имаме различни сите можни величински групи. Втора работа, понатаму, кога се прави прием, за секоја шифра имаме рубрика бои и величини и се дефинират во табели предефинирани бои, кои бои ќе се користат, кои ознаки, 2-3 букви, една, 2-3 букви, не повеќе. Еве ги тие. И сега за секој артикл си има кои дефинираме по колку од секоја величина и од секоја боја се внесува. Сега нема да внесуваме, бидејќи овие се живи податци. Откако ова ќе се внесе, понатаму овие, што ова беше во продавница, кога се прави излез од магазин према купувач, се дефинират кои бои му се продават. Значи, ова ги внесуваме овде количините, овде се кумулират која е вкупната количина. И испратницата може да биде веќе вака, по бои и величини. Значи, ова е само количина 12, ова и 2, значи и по величини. Секаде кај што се наоѓа ова SM, добиваме веднаш информација, тој артикл, кај се наоѓа и по која количина. Значи, моментално во магазин нема ништо, односно дури е во минус, а еве во другите магазини или продавници, кои величини и кои бои ги има. Така да кога ќе се прави мало продажба, еве, бараме некој артикл, сандали, не знам какви, ова го има по овие продавници и може да си направиме порачка, доколку го има или доколку нема. Немаме ке нас. Прегледите исто се имаме за бои и величини посебен преглед. За одредено продажно место колку имаме влез и излез. Значи може да си правиме анализа не само количински за колку е вкупно, туку и по величина. Или понатаму, колку имаме продажба. Од кои артикли, по која величина. Или може да правиме анализа. Во анализата по величини имаме кој артикл, колку е набавено, колку е продадено, колку има залих. Значи за секој артикл имаме 3 реда. И имаме дата на последна набавка и датум на последна продажба. Така да може да си правиме анализа да видиме кој артикл ни оди, кој не ни оди, што треба да направиме. За некој артикл, ова е регуларната материјална картица, додека ова К2 ни е картицата по величини. Значи, имаме прием 25, меѓутоа тие 25 се овие величини. Кога се прави мало продажба, треба да се специфицира која боја и величина се продава
Односно, тоа се бира од полето SM. Значи, со клик овде се префрлуваат бојата и величината. Имаме убрзан избор. А и самиот баркод во старт, значи кај табели артикли, кога се дефинират величините за секој артикл, избереме некој артикл кој има повеќе величини. Секој артикл си има собствен, секоја величина и боја си има собствен баркод, така да многу побрзо се продава, односно се прави излезот. Значи, со самото ова, самиот баркод отчитува точно која е величина и која боја е. Значи, целосно е покриено работењето со величините.